Расстройства на перцепциите. Расстройствата на перцепциите се агнозии, илузии и халуцинации. Агнозиите се такви расстройства на перцепциите каде што постои невозможност од препознавање на примените осетни дразби, при што се зачувани периферните сензорни и аферентните и еферентните нервни патишта. Постојат визуелни, оптички, слушни, акустични и доперни тактилни агнозии кои се јавуваат при органски оштетувања на мозокот. Оштетувањата на одредени области на мозочната кора може да доведат до проблем во перцепцијата, особено на визуелната перцепција. Од агнозиите најзастапена е визуелната перцепција, таа е резултат на оштетување на тилната, односно во оксипиталната регија во мозокот. Луѓето со такви оштетувања имаат така наречена визуелна или видна агнозија. Тие гледаат, нивното сетило за вид и патот не се нарушени, не постои апсолутно никаква физиолошка медицинска нарушеност, но не разбираат што гледат. Гледаат така да и обични секојдневни работи, например лажица, запалка, тегла и така натака, тие не ги препознаваат со гледање, со осетот за вид, туку мораат да го вклучат и сетилото за допир, да ги допрат и така да исперцепираат дека станува збор всушност за лажица или за запалка или за тегла, како што спомнавме во примерот. Оштетувањата на делови од париеталниот кортекс, посебно на задните подрачја, доведува до пореметување на просторната перцепција. Таквото оштетување е еднострано, визуоспацијално, видно и просторно занемарување, тоест пациентот ја занемарува половината од светот кој го обкружува. Имајќи предвид дека оштетувањето најчесто се лоцира во десниот заден париетален кортекс, а кога зборувавме во видеото за биолошки основи на однесувањето, односно на нервен систем, ние споминавме дека нашиот мозок е изграден од две хемисфери, лева и десната хемисфера ја контролира нашата лева страна од телото, а левата хемисфера ја контролира десната страна од телото. Па така, пациентите се содруваат со предмети кои се наоѓаат од нивната лева страна, ја шминкаат само десната страна на лицето, ја цртаат само десната страна на цртежот, јадењето го јадат само од десната страна на чинијата, можат да појават и проблеми со читањето затоа што го занемаруваат левиот дел од одредени зборови во текстот. И тука имаме слики за пример од личности со ваков вид на пореметување. На сликата 1 гледаме една девојка која што е нашминкана само незината десна страна од лицето. Сликата 2 е цртеж на личност со агнозија. Сликата 3 е половина изедена чинија од пациент со агнозија. И на слика 4 имаме повторно нашминкана само десна страна од лицето. Илузии. Илузиите се такви расстройства на перцепциите што придонесуваат за погрешно препознавање на перцепираните предмети и појави. Тие се искривени, погрешни перцепции на надворешните објекти. Тука е во ред да споменеме и разликата помеѓу илузиите и халуцинациите. Разликата помеѓу илузии и халуцинации е што кај илузии ние имаме одредена дразба, но ја перцепираме погрешно, а кај халуцинации немаме дразба, а пациентот нешто перцепира. Во нормални состојби настануваат кога примената дразба е под силно влијание на мощна силно изразена емоција, например страв. Да речеме, навечер се враќаме од некаде во темница сами и реалната дразба што постои на едно 20 на метри од нас е корпа за отпадоци закачена на дрво, а ние ја перцепираме, односно имаме илузија дека е тоа некој човек во мантил. Или пак силна желба, или потреба, или пак дејство на невнимание или фантазија. Илузиите се погрешни перцепции на реалната дразба. Во психопатологијата тоа најчесто означува погрешно протолкувана дразба како резултат на абнормална надразливост на сензорните центри во мозокот, која што може да биде резултат на предозирање, абстиненција од наркотици, кога не сме спиени и така натака. Овие илузии кои се најчесто резултат на навики, однесувања, сугестии или несвесни мотивации, често се нарекуваат и активни илузии.
При ваков вид на илузии, надворешните случувања можат да се толкуваат со силно претерување во свеста на пациентот, па така ако реалната дразба која што постои е звук на затварање на врата во одредена просторија, тој може да ја исперцепира како гласна, силна, страшна грмотевица. Како посебен вид на искривено перцепирање се така наречените параидоли, кои представуваат илузии кои се во вид на фантастични слики со прилична јасност, човечки фигури кои што ги перцепираме во небо, морска сол и така натака. И карактеристично за нив е што субјектот што ги доживува свесен е дека тие не се реални, туку се плод на неговата фантазија. И најзастапен пример за параидолија во балканските простори е процесот на гледање на кафе, каде што гледачката во кафето пронаоѓа одредени фигури и ликови, нели си дозволува да прераскажува одредена нечива судбина. На овие слики забележуваме примери на параидолии. Ова се повторно примери за параидолии. Халуцинациите се такви растројства на перцепциите каде што постои перцепција без дразба. Болниот гледа предмети и појави, слуша гласови, чувствува допир, а истовремено не постои апсолутно никаква дразба да перцепира било што од наведеното. Ако илузиите можат да се сретнат во нормални услови, халуцинациите секогаш се психопатолошки феномен и резултат на некое психичко растројство. За болниот субјект тие имаат карактер на објективна реалност, па затоа тој верува во нив и неговото однесување е согласно со нивната содржина. Халуцинациите се јавуваат во сферата на сите осети, па од таму ги имаме следниве. Имаме визуелни халуцинации или оптички, кои што се визуелни перцепции без оптичка дразба. Најчесто се сретнуваат при акутниот органски психосиндром, тоест кај токсични и инфективни психози, кај шизофренија и други. Можат да бидат елементарни во облик на искри, светкања и бои или пак сложени представи, ликови, сцени и цели филмови. Слушни или аудитивни халуцинации се слушни перцепции без постоење акустична дразба, како ако визуелните халуцинации беа карактеристични за симптоматските психози, слушните најчесто се јавуваат кај така наречените ендогени психози, особено од шизофрениот круг. Овие се јавуваат во елементарен објект, во вид на шумење, свиркање, бучење во ушите, акоазми, и во сложен облик, во вид на јасни зборови или цели реченици и цели разговори. Мирисните или олфактивните халуцинации представуваат мирисни перцепции без дразби од хемиски материи, најчесто се јавуваат кај параноидната шизофренија и кај психомоторната епилепсија. Густативните дразби представуваат халуцинации на вкусот без соодветна вкусна дразба и најчесто одат во пакет со мирисните халуцинации и се јавуваат кај истите психички пореметувања. Синестетички халуцинации представуваат перцепции на внатрешниот сензибилитет и се јавуваат во чувство на кубење, надуеност или копање во стомакот, половите органи, градите или пак како чувство на тапо страно тело во внатрешноста на организмот, а без соодветна дразба. Карактеристични се за шизофренија, особено за параноидната шизофренија. Тактилни халуцинации се јавуваат во вид на чувство на струење, чешкање, бодење или пак морничавење, лазење на морници по кожата или слузокожата. Најчесто се јавуваат кај токсичните психози, особено кај делириум тременс и кај кокаинската психоза. Делириум тременс е состојба која што се јавува кај алкохоличарите при подолг период на неконзумирање на алкохол. Се сретнуваат и во некои облици на шизофренија. Вестибуларни халуцинации се јавуваат во вид на чувство на вртоглавица или пак ротацијско движење на телото.